Наскоро започнува реализацијата на проекти кои општините ќе ги реализираат од унгарскиот кредит. Министерот за локална самоуправа Златко Перински денеска од Штип рече дека е задоволен од работите на општините, заради тоа што повеќе од 200 од вкупно 288 проекти за да добијат средства од централниот буџет, веќе се склучени договори и ќе влезат во фазата на изведба. Само 2 од овие 288 договори ќе треба повторно да се објават заради технички проблеми поради јавните набавки. Апсолутно да, ние како централна власт навистина сме задоволни од работењето на локалните самоуправи заради тоа што повеќе од 200 од вкупно 288 проекти кои што се контрактираа за да добијат средства од страна на централниот буџет се веќе склучени договорите и веќе ќе влезат во фаза на изведба. Само 2 од овие 288 договори ќе треба повторно да се објават заради технички проблеми при јавните набавки. Очекуваме нормално да се подобрат временските услови и навистина очекуваме во периодот кој што ќе следи градежна и економска експанзија на цела територија на Република Македонија. По владината седмица на 27 јануари ќе се очекува да се објави датумот за вториот јавен повик, додава Перински. Секако да, нашите очекувања дека на следната владина седница на 27 јануари да ја поминеме точката за да се распише јавниот повик и очекуваме првата недела од февруари веќе истиот да биде објавен. Општините во земјава веќе ги имаат подготвено проектите со кои што ќе конкурираат во февруари за средства од втората транша на унгарскиот заем. Емнет претходно објави дека општина Штип за вториот повеќе конкурира со 9 проекти чија вредност е околу 6,5 милиони евра. Со овие пари ќе се градат скада системот, платформа за паркирање кај соборниот храм Свети Никола, градинки и улици.